Почитувани гледачи, добро утро уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. Ова е вториот дел од утринското издание Нов ден. А во вториот дел секогаш барем се трудиме да имаме гости кои што по многу што се заслужни да се најдат во нашето студио со еден збор, да се запознаеме и со нивниот начин на живот, со нивните професии и занимања со кои што се занимаваат, кои што едноставно го обележале нивниот живот. Таков е случајот и со мојот денешен гостин. Во прашање е господинот Окјај Јакуповски. Добро утро. Добро утро. Како сте? Добри. Вие како сте? Добри сме, убаво, секогаш добро расположени, барем се трудиме да бидеме позитивни. Сепак, нели, многу е важно рано утро, кога веќе ќе работите некоја работа како ние што работиме, многу е важно да си позитивен, нели? Така. Благодарам за убавите зборови. Преди се благодарност до вашата медиумска телевизија што ме покани. Така. Голема благодарност и до водителката што е покрај мене. И голема благодарност и за овие слушатели кои ќе не гледат Сигурно. на оваа медиумска телевизија. Почитувани гледачи, јас сум сигурна дека вие знаете кој е господинот Јакуповски, но еве, јас ќе дадам една моја кратка најава, а за сите негови активности, случувања и занимања со кои што му и со кој тек му одел животот, ќе разговараме во текот на емисијата. Со таа цел и господинот Јакуповски и ние и гости. Ќе направиме една профилна слика и верувам дека е многу интересна. Господин Јакуповски е професор по физичко воспитание и култура во основното училиште Кирил и Методи во село Романовци. Така, значи имате една плејада на ученици кои што ве знаат, кои што поминале кај вас. Инаку спортот е една благородна дисциплина, можем да кажем. И големо задоволство е кога веќе од кај вас ќе излезат ученици, млади луѓе кои што ќе продолжат да се занимаваат по спорт. Верувам дека на секој професор кој што посебно од неговиот предмет, нели, големо задоволство без разлика кој предмет е, кога ќе продолжат учениците по тие стапки. Значи, колку што знам јас по кажувањето на вашите ученици дека навистина знаете, имате посебен начин да вродите љубов према спортот, на таков начин што и по завршувањето на основното образование вашите ученици продолжуваат. Продолжуваат да се занимаваат со спортот. Ме интересира да започнеме вака. Од кога, како вие се одлучивте да бидете професор по физичко? Почетоците ваши, која е вашата приказна? Благодарам за прашањето. Ова е долга приказка. И вистинита приказка. Точно е така. Јас учев автобиографијата моја, да кажам дека сум роден 1958 година, од кој основното образование го завршив во основното училиште Вук Караджич, Така? во Куманово. Во тоа мало си живеам. Така да, после тоа, ајде да татко ми покоен сега, сакаше многу мерак да ме запише во полициска академија, она средното. И зашто тогаш било толку желба да се праќаат децата или да бидат полицајци, а жените лекари? И јас, Од кај татко ми толку желба, и јас немав таа желба. Бев примен, бев 2 недели, ја оставив униформата и прашаев каде ве запиша тоа? Тука? во Елисија Поповски, во Идризово бев. Добре. 2 недели на обука и само ги прашаев професорите, кога ќе ме пуштите да си одам дома? А зошто да си одам дома? Па да си ги оставам стварите и да идам во спортското училиште. Повеќето ме интересираше спортот, односно боксот. И јас уште од 7 одделение кришум торбичката и си одев на тренинзи во спортската сала. И бегав, татко ми да не ме разбере дека идам да тренирам бокс. Кога видеам дека оставив, не сакам да бидам полицаец, сакам да бидам професор по физичко воспитување, тогаш се запишав во средното физкултурно училиште Методи Емитевски Брицо во Скопје. Го завршив средното училиште,
активно во тоа времето и спортував, како активен боксер, како активен спортист. Потоа заврши средно, физкултурно, се запишав на факултетот за физичка култура. Таа генерација, или од 1977 година, генерација со Илиевски Момје, досега беше директор во економското училиште, и он као спортиста, и Драган. Илиевски Момје, да кажеме, со Кумановски, Гума. Гума, така. Професорот така. Гума. Таа сме ние, таа една генерација, и јас мислам од малите етнички заедници, меѓу првите дипломирав во Куманово, значи, на факултетот за физичка култура 81 година. Но, активно, сукцесивно со факултетот и активен спортист бев. Значи, заедно сите ги берев. Тогаш беше атрактивно кај пари ќе печалиш. Нема во фудбалот, нема во кошарката, во ракометот, него атрактивен беше боксот во Куманово. Затоа што можам со се срце да кажам и со душа, корењата на боксот во Македонија се во Куманово, не се во, да кажам сега, не се во Скопје или во Битола или во Прилеп, него се во Куманово. Знаеме, и тоа уште од тогаш, од времето, нели, кога вие сте учеле, од времето на старата Југославија, значи од тогаш не потикнуваат тие. Така, јас можам да кажам и со се срце, со душичка, да јас сум Титово дете, така, во тоа време раснев, се школував бесплатно, спортував бесплатно, секаде можев да идам, и со спортот, и со факултетот за физичка култура, мислам, имаме посетено, да не кажам Балкан, али сите држави околу нас што се. Така. Убав живот се живее. Ептен убав. Сега, 81 кога дипломирав, татко ми веднаш мерак да ме запосли. У тоа времето. И ајде, кај ќе ме запосли, имаше конкурси во Лопати и во Романовци само. И ајде, јас ки идам во Романовци. И од тогаш до денеска, денеска. Значи, ова ви е првото работно место и сте останале таму? Да. Првото 34 години работен стаж. Одлично. Како професор по физичко воспитување. Да. Одма да кажам, јас ова го разбирам, го сметам како еден занает. И образованието е така. Зошто? Па првите 5 години кога бев помлад, во помладите години, тогаш јас си викав, јас сум уште чирак. Јас ќе учам. И после 4-5 години, ајде ќе бидам калфа, како и другите занает. Така. Сега, реков, после 10 години, 15 веќе си мајстор, ама зависи каков мајстор си. Не за кој секој предмет. мајстор, добар мајстор. Така. И сега, од тогаш, па се до денеска, исто сум во основното училиште Кирил и Методи, така да можам воедно и да ги поздравам моите колеги кои работат со мене толку години. Со спортот исто така 34 години Така. активен. Така. Сега, освен што сте имале желба да бидете професор по физичко, значи ве привлекува спортот од секогаш, некако се издвојува боксот. И колку што може да слушам од приказната, многу рано ве привлекува боксот. Значи, паралелно со желбата за спортот, оди и боксот. Значи, од сите можни спортови, освен што сте имале желба да се занимават и да работите во животот, значи професија да ви биде да се занимавате со спорт, боксот некако ве привлекувал најповеќе од можните, нели, спортови кои што ги имаме. Кога започнува првите, да кажеме, професионални занимања или професионално да се активирате со спортот во Куманово? Така. Од кој тип на генерација почнувате? Вака сега. Одма да кажам дека јас потекнувам, книгите не ми се тука, имам 2 книги многу убави за боксот. Ги потражив утрото, не можев да ги најдам, и се сетив дека се во школото. Ги чувам за некои екстерни таму, некои интерно
оценување. Мојата фамилија потекнува од боксерска фамилија. Добре. Односно, јас потекнувам од боксерска фамилија кој што у своето време Датират татко од ми... кога? Значи, татко ми бил боксувал 58 година, активен спортист, боксер. Јакуповски Назим, прочуен тогашно, значи, потоа јас, па потоа брат ми, Ерол Јакупи, кој е сега со музиката. Тој беше и државен првак во бивша Југославија, така речено, да кажеме, во СФРЈ. Па потоа и синот. И тој беше државен првак на Македонија. Има неколку мечеви, тренираше. Значи, сакам со едно да кажам дека уште од малите години јас почнав. Реков пред малку уште од 7 одделение. А највише достигнав 75-76 година, кога бев трета година средно физкултурно и матурант. Тогаш имав мечеви во тогашна бивша Југославија, да кажеме, тогаш со генерацијата на Сами Лимановски, Скендеровски, Русевски, Реджеп Јакупи, уште многу Делчо Спиров. Тоа е плејада на успешни на тогаш во Куманово, одма може да кажам со се срце душичка, тоа Куманово живееше за боксот. И тогаш еден меч, пример, да се организираше или полуфинале на Златен гонг, салата ќе се преполнеше. Тоа беше случување, настан. 5-6 илјади публика. И живееше, чекавме одвај да народот, публиката да дојде во салата. Така. А во која категорија бевте? Јас почнав, сега веќе сум со години, почнав на 54 кила, во бантам категорија, кој освоив тогаш и во 1974-75 година првак на Македонија и боксував во бантам категорија, па потоа во перолесна, па во лесна категорија и завршив кариерата со полувелтер до 63,5 килограми. Имаше спорт, имаше успеси. Кои беа вашите позначени достигнувања, успеси, Види вамо, гостувања? повеќето имам достигнато со како тренер. Добре. Значи, од 82 година или од 1982 година Веќе станувате тренер, веќе така? станувам тренер со лиценца. Што значи тоа лиценца? Тогаш прв тренер во Македонија со диплома. Идевме Белград тамо да полагаме за тренер плюс, значи, дипломата од факултетот за физичка култура Добре. од Скопје и идевме плюс во Белград за лиценца да бидеш тренер по бокс, стручњак. Така. И ја бев тогаш меѓу првите во Македонија која земав таа лиценца. И тогаш земав да тренирам млади пионери, да кажеме јуниори. Во тоа времето имав голема екипа на соработници, благодарение на нив, да кажеме, на покоен Благоје Стојковски, кој ми рече, еве ти сала, еве ти да работиш, да кажеме, како тренер. Во тоа време успеси имавме, веднаш после 2 години, нашиот олимпиец Реджеп Реджеповски освои второ место на Олимпијада во Лос Анджелес. И беше атрактивно. Так. И јас се нафатив, како што народски кажано, здраво за готово, и или ќе направам боксери, или нема да направам. Но со текот на времето направив една плејада на убави боксери, на успешни, така речено, боксери, кои во тоа време во СФРЈ има, значи, заемено државни прваци бевме. А и плюс водев екипата заедно со мојот колега, сега пензионер, Петровиќ, тренерот Петровиќ, потоа тренерот Владислав Трајковски и уште некои мои помочници, да кажеме,
направивме една голема плејада на боксери. И бевме не само во Македонија, туку во бившата Југославија бевме меѓу првите челници, како е екипно, така и поединачно. Така. Куманово беше прочуено со боксот. Морам да ве прекинам тука некаде. Гледајќи ве вака, воопшто не ми личите на бивш боксер. Значи имате многу рамен нос, немате позначени лузни по лицето, имате многу тенки прсти, нежни раце, значи воопшто човек да не поверува дека сте навистина бивши боксер. Од оние контакти што имам работено, да кажеме, во спортскиот дел со луѓето кои што занимавале со боксот, навистина може да се види дека луѓето биле бивши боксери. Со сите можни повреди кои што спортот, самиот спорт ги носи, нели, да не навлегуваме во претедно, мислам дека некаде пред Нова година го имаше Качар, мислам дека беше еден од боксерите на телевизија во едно интервју. Го слушав, не можеше да зборува. Значи сите жили, веројатно гласните жици му биле повредени. Не може да зборува, главата не може многу да ја мрда лево десно. Едното око му исто беше повредено, па има ставено веројатно некаква вештачка корекција има направено. Се гледа дека е бивши боксер. Кај вас тоа не можам да го приметам. Има, кај мене истото тоа го сега доживувам од моите најблиски, да кажеме, пријатели, другари кои ќе ме сретнат, ама и кога ќе го покажам носот, дека носот ми е само формален, коската не, значи, не е на место и тогаш тој ќе каже, добро, значи, сепак има нешто. Лузните, имам лузни некои. Не, тоа е воопшто не е толку видливо како што е. Имам некои лузни, али сепак јас на времето го оставив боксот. Значи, кога студирав, исто почна да ми смета тоа, спарингот, потоа повеќе ми идеше да бидам тренер, поуспешен отколку боксер. Така да, еве, и како тренер, мислам, последните години ја носам титулата во Македонија председател на Тренерска федерација. Не туку така, значи, дадено таа титула на мене од професорот доктор Војо Настевски, кој е моментално уште председател на Боксерската федерација на Македонија. Добро. Значи, јас уште сум активен. Во Куманово боксот стагнира. Воопшто стагнира. Јас мислам дека во Куманово сите спортови стагнираат. Немаме заживеан спорт во Куманово задните години. Браво. Не. И јас се сложувам со тоа, точно боксот стагнира највеќе. Сега јас, за да не бидам неактивен, туку активен пак, се вклучи во федерацијата. Добре. И таму сега организирам не семинари по бокс, не организирам некои ревии, така да лани од Куманово, прифатниот боксерски клуб што го води колегата, нема средства да ги однесе до Охрид да боксуват 4 боксерчиња. И ја го слушнав тоа, викам, колега, може ли јас со мојата кола на мој трошок се да ги носам, бидејќи го сакам многу боксот и спортот, јас да ги однесам и ќе ги донесам. Се на моја сметка. Викам, јас такви луѓе чекам. Ама многу се ретки таквите. Ретки се разбере и не е тоа начинот на кој што ќе се заживува боксот, не може тоа да бидне. Значи не да кажеме еднашка, да кажеме не. Не еднаш тоа сигурно. Ќе треба повеќе пати тоа да го направиме. Али ете сакам тој случај да го кажам. Нели спортот во Куманово, лично боксот, дека ние имаме корења, реков јас. Ние имаме 2 медали тука олимписки, една европско. Да кажеме Аце Русевски во своето време 1976 во Монтреал. 3-то место на Олимпијада. Потоа 1977 година европски првак. Ете ти го многу големи успеси за една мала земја како што е Македонија. Навистина имаме квалитет, навистина имаме и ден денеска и после тоа се случија и Реджеп Реджеповски беше еден од успешните боксери. Значи, стандардно ние имаме традиционално си имаме боксери од време на време генерацијски, ако не ова следната, излегуваат боксери, ама некако ништо не заживува после тоа. Ниту пак се вложува во боксерите и да кажам некои од боксерите живеат многу тежок живот.
Точно е. Некои од боксерите кои што и јас лично знам се социјални случаи. Точно. Значи тоа е срамно. Срамно е за луѓето кои што навистина тие луѓе значи се нашле професионалци во нешто, во спорт. Не можеме сите професори да бидеме, да кажеме. Значи се нашле во спортот и треба да се вложови да се наградат тие се социјални случаи. Така. Значи тоа е жалосно нешто што не знам на кој начин или вие како федерација на кој начин може да се работи на тоа. Јас во тој смисол, во тој план доста им помагам на овие мои боксери. Претежно вие знаете, самите и народот знае, граѓаните знаат дека во боксот идеа порано, да кажеме, тие по сиромашките, да кажеме. Во пливањето, во кошарката идеа по така да народски кажено, по ситуирани, така речено, по јас по нашински кажено, кумановски по богатите деца идеа. Но денеска после тоа се случуваат некои други работи што доваѓа и други деца, да кажеме, кај мене во салата. И сега родителот ќе го земе детето и ќе го донесе кај професорот Јакуповски. Знаат дека во салата е професорот Јакуповски работи со децата. И сега, јас, како професор, како педагог, како тренер на боксерскиот клуб Куманово, јас ќе ги земав децата. Ќе тренираат 3, 4, 5, 6 месеци, година дена ќе тренираат. И јас не со сила да го направам боксер, не. Добро кажавте, вие, јас ги распоредував. Ти спортист, ти ученик, ти дете, ти не си за боксов. Ти си за кошарка, ти си за ракомет, ти си за пливање, ти си за фудбал. Така. Значи, јас така ги распоредував. А оној што имаше талент, оној што имаше јака волја, јас со него си посебно работев, значи. Така. Не ги јас плејада на деца како во школото, така и во спортската сала. Да ви кажам, децата ги отргнуев од улицата. Најбитно ми беше тоа, да ги воспитам. Да. Јас, вие викате сиромашки. Одма да ви кажам дека точно е тоа, се сложувам, дека има сиромашки што останаа без работа, но имаме и вработени, но имаме и интелектуалци. Така. Одма да кажеме, не како Слободан Кашар и Тадија, ние имаме и во Македонија. Еве, првиот наш боксер кој беше, јас тренер негов, денеска е градоначалник на општина Петровец, тој е Борче Митевски, Да. кој боксуваше за Куманово икс години. А сега е, значи, еве, во политиката. Во политиката. Еве, градоначалник. Одма да ви кажам, имаме Саше доктор за урологија, што е специјалист. Да. Со традиција, со неговите родители, да кажеме. Тој исто има меч. Да. Тој беше боксер, кај мене. Значи, сега е доктор. Друго, одма да не го заборавам, доктор на науки Филип Петровски. Тој има 3 меча. Да. Тој има 3 меча, сега е директор за државен архив. Колку што знам. Да. И, значи, сакам со ова да кажам дека имавме и интелектуалци, кои сега кои сега се веќе во сосема други професии. Така, сега се во политика, да. така речено. Но некогаш били успешни во боксот. Да. Добро, од прилика тоа би било уште многу работи има да се зборува за боксот, верувам и знам и мислам дека ден и ноќ. Да, не часови, него денови ќе ни се малку верувам. Вака викат, мојата сопруга, одма се извинува вака што ве прекинав, мојата сопруга вика и него дирај вика за бокс на пријатели, другари, него дирај за бокс, не можеме да го зауставиме, ден и ноќ тоа ќе ти вика зборува. Така. Многу е вика заљубен, оти една работа да не ја заборавам, 1988 година првата новина наша што беше во Куманово уште наш вестник, ако памтите вие, и голема страница од позади пишуваше прва љубов бокс. Океј Јакуповски. Ја викам, ова го напиша тогаш спортскиот репортер Шенџан Јусуф, да го спомнам и него. Значи, првата љубов бокс. Абе, викам, не ми беше тоа првата љубов, викам. Така. Добро.
Тоа е она што отприлика не интересираше за боксот, еден многу мал дел, но ете, направивме едно заокружување, една кратка слика, една од љубовите на господинот Јакуповски, кој што рече првата љубов, значи така се стои, е боксот врзано со спортот, но јас сакам да поразговарам уште и за нешто, но тоа ќе оди во вториот дел на разговорот. Сега би сакале малку да се одмориме со музика, а после музичката пауза ќе продолжиме со разговорот. Сонцето од небо, што е судено. Никој не се грижи кога плачеш, никој освен Бог. Ноќта шири своји крилја, одлетај пак сум жива јас. Можам да те водам овој пат, најдобра до сега. Доаѓам, најсилна до сега. Дознавам колку ми е важно да ти верувам и да не се лажам дека не те сакам јас. Најдобра до сега. Доаѓам, најсилна до сега. Дознавам колку ми е важно да ти верувам и да не се лажам дека не те сакам јас. Најдобра до сега. Денес ми е подобро од вчера, за утре кој знае. Животот е само една шега, не се смене. Ноќта шири своји крилја, летај пак сум жива јас. Можам да те водам овој пат, најдобра до сега. Доаѓам, најсилна до сега. Дознавам колку ми е важно да ти верувам и да не се лажам дека не те сакам јас. Најдобра до сега. До сега. Дознавам колку ми е важно да ти верувам и да не се лажам дека не те сакам јас. Најдобра до сега. Никој не ме виде како умирам, никој не свати, секој би ме згазил само не ти, не ти. Најдобра до сега. До сега. Дознавам колку ми е важно да ти верувам и да не се лажам дека не те сакам јас. Најдобра до сега. Продолжуваме со нашиот разговор. Мојата гостин во студиото е господинот Окјај Јакуповски. Освен на спортот и боксот, како што рековме, една од првите љубови, активностите на господинот Јакуповски продолжуваат. Како од животот велат, не дека се менуваат интересите,
Едноставно љубовта се останува љубов. Значи Бог се верувам цел живот ќе ви остане љубов. Така. Цел живот ќе ви остане нешто што, како што вели вашата сопруга, постојано ќе зборува за тоа, не само што ќе зборува, едноставно ќе го живее животот на боксерите и секогаш ќе бидете активни во смисла на информираност, во смисла на сео наоколу боксот ќе бидете, верувам тука некаде, како што и сите спортисти тоа го работат. Но некако текот на животот така ви ги налага работите да влезете и во политика. Значи партија на турците. Тоа е една убава работа со оглед на тоа што први сакам да кажам една работа која што е многу важна. Значи, вие, ајде не вие само да кажеме, ние, Куманово е мултиетнички град. Значи, живееме со албанците, живееме со србите, живееме со турците. Од секогаш имаме мешани луѓе, мешан народ, етнички зборува. И сите некако живееме како што живееме. Од секогаш е така. Навикнати сме да живееме во мултиетничка средина. Луѓето кои што од секогаш биле тука, со кои од секогаш се познаваме, значи навикнати сме на таков начин на живот. Додека не дојда некои лоши времиња кои што одлучија да не живееме веќе мирно, ајде сега да се расправаме. Зошто? Затоа што немаме веќе работа и пари, па немаме друга работа, ај сега малку ќе се расправаме. Нели, кога човекот нема работа и нема пари, ај сега ќе се расправаме и ќе се измислуваме нешто за да си се играме војна, нели? Така. Еден познат аналитичар политички така ја коментираше ситуацијата, луѓето без работа и пари си играат војна. Така. Затоа што сватиле дека таму се парите. Така. Една многу лошо гледање на сликата од странските експерти како не гледаат нас. Сега, состојбата на семејството Јакуповски е следна. Вие сте од турска националност. Вашата сопруга е македонка. Точно. А вашата снаа за син е македонка. Така. А вашиот зет за керка е албанец. Така. И толку запомни. И Така. останат и братучеди, и по широка фамилија, да кажеме, ова е вашето семејство, значи најблиско. Значи, ве има од сите националности. Така. И албанци, и турци, и македонци. Токму така. Долги години јас имав таа можност да ја запозна вашата сопруга, госпоđа Славица, професорка во Основното училиште во Караџич. Така. Една многу пристојна и пријатна госпоđа. И навистина децата не ви ги познавам, а верувам дека од такви родители не може да излезат други деца освен пристојни, воспитани, позитивни како што им си родителите, и живеат во мултиетничко семејство, не само во средина. Така. Како да им дадеме совет на оние неверни томи кои мислат дека не може да се живее во... Јас сум, веднаш да кажам, многу сум среќен. Прво сум многу среќен со мојата сопруга. Јас со мојата сопруга се запознав уште 1975 година, кога бев трета година на средно физкултурно, а она само што дојде од Централна Македонија, од Богомила. Таму е родена и прва година. И ја од тогаш се запознав, ајде, иди, дојде ми така, проваѓа времето, 82-ра се земавме. И, значи, од 82 година, па се до ден денеска сме со мојата сопруга Славица заедно. И многу среќен брак, кој од тој брак имам две дечиња. Мојот син Алјуш и ќерката Леља. Сега, па, од нив па имам снашка, која се вика за синот Виолета, да ги поздравам, и од ќерката зетот Ресул. Значи, кај мене, можам да кажам, и најсреќен сум, што имам од синот и од ќерката па 4 внучиња. И сега, од синот имам 2. Тоа се Ахил и Ирис. А од ќерката исто така имам 2. Лира и Тара. И мене ми се, јас сум најсреќен со нив кога ми доваѓат. Едноставно ми даваат, така речено, инфузија ми даваат мене. Како не? Една инфузија, викаат лекарите, така ми даваат. И јас се осеќам со нив така. Така, со Ахил, со Ирис, со Лира, со Тара. Кај мене, во мојата куќа, јас имам многу големо пријателство.
било со македонци, било со албанци, било Така. со Срби, со Роми и така натаму. Значи, кај мене се слави и Бајрам, и Бадник, и Божиќ, и Великден. Кај мене јас празници во сите мало, ги собирам. така. И нема кај мене нешто, за која нација ќе зборувам јас? За кога ми се керката ваму, синот ваму, јас ваму, значи најомилени ми се. А да не зборувам за моите први братучети кои се, да кажеме, мажени, женети со германци, мароканци, тоа е што веќе ти ја за- знам, да. со бугарки, ајде да не... Во западниот да свет тоа веќе е начин на живот, тоа веќе е нормално за нив, тоа не е ништо невообичаено, тоа веќе од секогаш е така и сега кај нас во нашата средина е малку необично. А за тоа што некако ние живееме во некој дух и некоја традиција која со текот на годините чувствуваме дека всушност во нас е традицијата и во начинот на кој што ние гледаме на работите. Накратко го спомнав тоа за да го обликувам, да ги обликувам вашите политички активности. Значи, партија на турците. Вака сега. Значи, политика не од смисла да се бориме за некои етничко издвојување, за некои етнички права, за некои поделби, а не џабе. Ја направив сликата на вашето семејство со оглед на тоа што од сосема други побуди вие партијата. И како дојдовте всушност Благодарам. да се активирате политички? Така сега. Народски кажано, велат, бабата дала еден грош да се фати на орото, ама потоа Баба излезе, не 2-3 може. да се испушти, не може. Така. Тоа се случи кај мене. Така. И сега, едно време, веднаш може да кажам дека ќерката беше запослена, јас Славица, сопругата моја, остана синот. Исто така и ќерката и синот имаат завршено средно физкултурно постапките на таткото и факултет за физичка култура. Синот тогаш заврши 2005 година, ако не се лажам, 25 новембар, едини беше дипломиран професор по физичка култура. Физичко воспитување, да кажеме. И работеше како професор, немаше часови, а народот, вие убаво кажавте, не го гледа така обширно. Народот гледа, ово е турчин. Жена му македонка, ајде да не му вршиме работа. Народот така викаше. И сега, и јас се освестив на крај. Како сега да дојам до работа до синот? Тоа ме натера. Да кажеме правилно, вака, да си кажеме наискрено, сите политичари, по мое, идат за свој интерес, прво, а после за партијата, да кажем. Така. И јас отидов кај мојот претпоставен сега шеф во Демократска партија на турците. Така. Тоа е доктор Кенан Хасипи. Денеска во централната власт, во владеачката власт, да кажеме, и тој со еден збор вели, професоре, окей, јас ќе ти помогнам, нема проблем. И ми помогна. Кај сакаш синот да го ставиме, ваму ќе го ставиме. Добро. И ми заврши работа. Не пројде една година, моите сватови едина ќерка, снашката. Значи, на сватот, на сваќата, на чичкото, на срината, едина ќерка, аман заман, она што го кажувам, вели, од срце го кажувам, по муабетот, вели, свате, да ја запослиме и снашката. Како не? И снашката ја запосливме, така да, проваѓа време, и јас сега викам, кај влегов ја во кој, не знам, самиот и тогаш претпоставениот од Демократската партија на турците, Кенан Хасипи, ме вика, окей, професоре, може ли ти да идеш од куќа на куќа да видиме во Куманово колку има од турската националност? И јас тоа здраво за готово, како и сите други работи што ги правив досега во мојот живот, упорен, така речено. Да. И јас тетратката со мене,
од куќа на куќа. Од куќа на куќа и собирав податоци и извадив еден голем број податоци. Со тоа што одма да ви кажам дека нашите турци во Куманово сепак се мешани, да ви кажам. Мешани се или со мажен или оженет со албанец или како еве јас примерот одма со македонка или со македонец. Така. Без разлика на тоа, нели? Добро. Да не гледаме на тоа. Колку турски семејства имаме? Има, сега за прв пат јас кога огранокот го отворивме тука штабов, да кажеме, Демократска партија на турците, огранокот Куманово, тоа беше на 13 декември 2013 година. Ама јас предходно трчав. Да. Пред тоа се спремале материјал. Материјал се треба предпримав така да да видиме колку имаме, што имаме. Така. И за прв пат на парламентарните избори во 2014 јас добив 595 гласа. Јас ги викам поени како во спортот, така. Во спортски дух, да. Ама не само, јас се извинувам да кажам и ова, не само од турската популација, од моите, да кажеме, од мојата нација, Така. него лично као спортист, као педагог, како професор, како личност, како широк круг на пријатели, Да. па за мене гласа, вика бе, јас ке гласам за тебе, не гледам која партија си, вели. Ама викам, јас сум со таа партија, јас му го Да, условувам тоа да пресочуваш, знае за која, и па гласа за мене, за моето име лично, за личноста гласа, да кажеме, и македонци, и албанци, и роми, и сите други пријатели, и познати и непознати. Така. Да. И можам да кажам дека не сум сакал во политиката воопшто до сега да влезам, но ете, ви кажав една приказка вистинита која ме натера. Сега исто тоа го кажав, сакам да се оттргнам веќе полека, ама не може. Дури сега не може. Дури Знаете сега не што, може, драго ми е, притискаат. многу ми е драго што сте искрен во тоа. А зошто? Затоа што по сите политичари, ние како луѓето, нели, од страна кога ќе гледаме, и сите, морам да кажам, плукаат, многу ружно кажам, но така е буквално, дека сите си ги запослуваат своите. Вака, значи да се најдеме на било која позиција, јас или вие. Значи да си појдеме од себе. Нормално е дека ќе ги вработите вашите. Кога децата се образувани, кога веќе имаат завршено школување, значи не се деца, да кажеме, неписмени кои насред на образование не знаат Така. основни работи, сега ние ќе ги ставиме на водечки позиции, далеку од тоа. Но ако веќе можеме да помогнеме, ако нашата работа ќе ни помогне во тоа, први нормално дека ќе си ги вработиме нашите деца. И верувам дека секој граѓанин кој што ќе помисли на тоа, дека лоши биле политичарите што си ги ставиле нивните, грешат. Секако. Секој од нас првин тоа ќе го направи. Интересно го гледат. Да, значи тоа е Така така, затоа што е редот тако, сигурно дека ќе помогнеш на твоите првин. И ми се допаѓа што господинот Оке ево е искрен и така треба да биде. Вака да ви кажам, и сите би набреле така. веднаш Демократската партија на турците е меѓу партиите, ние сме граѓани лојални во општество, Да. кои сакаме да комуницираме со секого, кои сакаме да имаме контакт со секого. И една случка, да ви кажам вистинита, мојот предпоставен од партијата, доктор Кенан Хасипи, ме вика во гостивар со транспарент да имам напишено ТДП Куманово, значи Türk Demokratik Partisi, односно Демократска партија на турците Куманова. Така се пишува. И јас тоа го направив што благодарение на сестра ми во Штип, големо плато, и идам подршка 2013 година на денешниот председател на Турција, Реджеп Таип Ердоган. Оти ние сме продолжена рака на председателот на Турција, Реджеп Таип Ердоган. Нашата партија е продолжената рака. Неговата И нашиот предпоставен после 2 дена иде во Турција, му го носи CD-то да види како е, да кажеме, која поддршка му дава Македонија. Односно турците, без разлика, имаше и македонци, имаше и албанци, имаше и роми.
во Гостивар, огромна маса беше тоа, за да не го сменат, да кажеме, имаше некои попречки така. Така. И под седето, самиот ми вика под паролот од партијата, со прстот рекол, еј, ова, Куманово? И сега му чудно било за Куманово. Турците во Куманово. Оти порано, ние знаеме, во Куманово имало многу турци. Ама со асимилацијата, или 60-тите години наназад, почнале да се иселуваат. Не во Турција, не во на Запад и така натаму. Ама со прст покажал, овој, кој е тој? И они му рекле, имаме еден спортист, еден професор, боксер порано, тренер, и он само рекол, него да го држите. Него да го држите, тој е упорен. Тој ќе трчи за партијата. Како и ден денеска што трчам. Сега, друго, имавме прилика 2-3 пати така да помогнам на повеќето сакам на граѓаните од Куманово да помогнам на сиромашните. Имав 2-3 пати со камиони, ствари за храна и така натаму, парични средства. Да. Помагам без разлика, не само на турците. Помагам и на ромите, помагам и на македонците, помагам и на албанците. Едноставно на сиромашните. И сакам да кажам, јас ги сакам сите граѓани во ова општество. Јас не можам да ги оделам овој. И затоа и повеќето сум во партијата да помогнам на сите граѓани. Дај Боже, сите да се вработат, ама ние не можеме сите да ги вработеме. Така. Али колку ќе можам, Да. не реков пак уште еднашка, не само од турската популација, Да. него ќе гледам да запослам и Но од секоја помош македонската е добро популација. дојдена, сигурно. Ќе гледам да запослам и од ромската популација. Ќе гледам да запослам и од други. Еве сега еден пример само да ви кажам. Пред 2-3 недели вели еден колега, аман заман тоа, само едно синче ми е, вика како да го запослиме у Елида. А вие знаете дека газдата на Елида беше порано боксер и тренер и најблиски 40 години. И јас му реков да, ќе зборам со другарчето мое, блиско ми е, и ќе завршиме работа. И така се заврши работа. Го запосливме. Значи, не гледам што е, кој е, не само од турската нација. Кога ги делевме стварите од Турција донесени, испратени од, да кажеме, од семејството од таму. семејството од таму, јас не гледав само на турската нација да ги дадеме, него со синот, со моите најблиски тие, Да. ги носевме и кај македонците, и кај ромите, на посиромашките, така речем. Сакам и ден денеска да помагам, Кога а и ќе сите- помагам во Да. Куманово лично и во Македонија, сакам да помагам на сите граѓани кои ако Убаво е би во било, можноста. сигурно, убаво било кога сите кои што се на некоја позиција или функција, да кажеме, кога сите помалку, што велите и вие самите, не можеме на сите да, но кога сите што се на таква позиција, како вие помалку би направиле, би било многу подобар, би се подобрил животот, ако не друго, за луѓето кои што навистина не можат да бидат вработени, дали од здравствени, дали од социјални причини, не е важно. Едноставно луѓе кои што не се способни да си го живеат животот како сите ние што, да кажеме, сме живи, здрави и способни да да бидеме вработени. Почитувам господин Океј, професоре. Многу ми е жал, но тука некаде мора и да го завршиме разговорот. Јас мислам дека она што и ми беше целта, ја постигнавме. Она што сакав да направам една профилна слика за вас, мислам дека успев. Со оглед на тоа што кумановчани ве знаат, дали од спортскиот дел, дали од наставничкиот, професорскиот, вашите ученици, дали од политичкиот дел, така да ве има во повеќе области. Знаат за кого станува збор, знаат кој е господин Океј. И тоа и ми беше целта. Не да ја запознам нашата публика со вас, кои сте вие всушност. Едноставно да ги подсетиме луѓето дека има луѓе кои што живеат многу
долго и од секогаш во нашиот град, луѓе кои целиот свој живот се активни, дали на спортско поле, дали на политичко. Но пред се најважно е дека останале луѓе и до ден денеска. Значи човечноста кај луѓето не се губи без разлика. Дали луѓето се од ваква или онаква верска припадност. Можеме ние да живееме сите заедно. Ако некој не се сложува со изборот на некого, дали се одлучил на ова или на она страна, тоа е ваше право. Но не значи дека треба да напаѓате. Нечи избор и нечи начин на живот. Не треба да се напаѓа, не се сложувате во рете, но можете да прифатите сечија човечна рака, која што сака да ви помогне, која сака да ви биде пријател. Значи, може да се живее во мултиетничко општество, ако може во едно мултиетничко семејство. Да се живее, значи многу убав пример е тоа дека всушност кога победува човечноста, тоа е нешто што е, и јас велам постојано, изнад сите можни норми, сите бои, раси, вери и така натаму. Сите ние пред се сме луѓе. И треба да се прифатиме. Така, благодарам за убавите зборови, пак можам да ги поздравам сите гледачи на оваа ваша телевизија. Голема благодарност до вас, со големо разбирање. И на крај можам да кажам дека некој ме знае окјај, ама некој повеќето ме знаат. Оки, окче, значи тоа беше нешто што си рековме, ќе поразговараме, ќе заборавам што значи вашето име. Така. 79 година како студент полагам биологија на развој на човек со спортска медицина кај професор доктор Лав Лозински. И вели колега повели конспект. Првото прашање ми рече окей. Второто од материјалот и третото нормално од материјалот. И после 15-20 минути вели колега, може да ми го дадете на конспектот да видам што си направил, и јас му го давам конспектот со 2 прашања одговорени. А месец дена го припремам испитот. И вели колега друг пат. Јас се извинувам, индексот ми го дава. Заман професоре, ти се молам, месец дена го учам овој испит. Абе, јас ти реков, твоето име запиши го прво прашање, вели. И јас го запишав, а и сега одговори го, вели. Дури тогаш всушност барале да го објасните што значи вашето име. И јас одма му нацртав, моето име е Лак и Стрела. Ок, јај. Ок е лак, јај е стрела. Е стрела. Значи на турско. Значи тоа е старо турско име. Сега ги има Октај, Орхан и така натаму. Но ова е буквално оригинална верзија. Да. Имало некој боксер, реков дека сум од боксерска фамилија, татко ми покоен, боксувал со него, со тој Океј од Турција. За репрезентација на Македонија. Значи по боксерска линија сте го добили името. Да. Лак и Стрела. И тогаш професорот вика, вели, за првото прашање, вели, имаш 10, за второто 9, за третото 8. Ајде да ги собереме, вели, да поделиме на 3, ми стави 9. И ја викам, одлично. А зошто професоре тоа го направивте? Вели, па и јас се научив нешто од тебе. Ете. И професорот да научи нешто. Како и сега и вие, ви го кажав, значи, што значи моето име, окей. И ние научивме нешто што значи. Така. Али народот, мислам, луѓето, пријателите, секогаш оки, окче, октај, у тој смисол ме кажуваат. Или претежно по презимето Јакуповски. По презимето. Значи, нашиот денешен гостин беше господинот Лаки Стрела. Така. Еден убав превод, многу убав спортски, во спортски дух, одговара, што се несува до боксот. Како и да е, ми беше големо задоволство што ни гостувавте, што ете така, си поразговаравме, се подсетивме на едно многу убаво време, на многу убав живот, сеќавања, секогаш има спомени, секогаш има убави работи, секогаш има луѓето со богат животен пат, на вистина има што да се пофалат и да бидат поносни на сето тоа, на се она што го постигнале. И не само самите вие да се сеќавате, да оставите на плејада на луѓе, млади луѓе, спортисти кои што ќе се сеќаваат на вас. Тоа е многу повеќе од она што ние ќе се сеќаваме самите на себе. Говорат вашите дела, говорат другите луѓе за вас, говорат книгите во кои што се пишуват и кои ќе останат и после вас да се читат и да се потсетуваат на се она што сте постигнале. Она што ми останува да ви се заблагодарам, да ви пожелам здравје, да ви пожелам
долг живот, да се поживеете уште среќни и со вас, Благодарам вашата многу. сопруга и дечињата и да си влезете во она идеја за многодетно семејство, да си имате уште внучиња, да ви се живи и здрави и овие кои што си ги имате, Благодарам. уште да си имате И вие исто внучиња. така да си дочекате, и вие исто така да си дочекате. Јас кратко ќе кажам, преди се благодарам на вас, како водителка, како, сте се сетили на мене, да направите оваа убава една емисија. Благодарам за вашата телевизија, за вашата куќа и благодарам на слушателите на градот Куманово и пошироко. И би сакал да ги пак уште еднашка поздравам моите најсакани 4 внучиња, Да ги поздравиме уште еднаш. да ги поздравам Ахилче, Ирис, Лира и Тара. Ги поздравувам и јас, семејството Екуповски, кое што се надевам дека не гледа. Голем поздрав до сите вас, до најмалите, најголемиот поздрав. Јас се надам дека повторно ќе имаме прилика. Ќе се дружиме и ќе се видиме сигурно. Дај Боже, така дека, дај Боже. Почитувани Благодарам. гледачи, благодарам и на вас, доколку не следевте до крај на ова денешно издание. Доколку не успеавте денеска да не следите, нашето репризно издание го гледате наредниот ден со почеток од 15 часот и 10 минути. До тогаш се најубаво.